Европската автомобилска индустрија најверојатно ќе може малку да здивне од притисокот што ја го создаваат се построгите еколошки норми. После долги преписки и укажувања на експертите, стигнуваат првите сигнали дека европските законодавци сепак ќе отстапат малку од своите амбициозни цели за воведување на Евро 7 нормите во 2025 година. За сега не се споменува ништо конкретно за идните нивни потези, но размислувањата одат во две насоки: олабавување на самите мерки и одложување на нивната примена. Автомобилските производители одамна предупредуваат дека е неисплатливо да се развиваат веќе отпишаните технологии според драстично заострените, па дури и неостварливи лимити кои беа најавени. Тие се уште не се официјални, но се планира преполовување на азотните оксиди и намалување на содржината на јаглен моноксид во издувните гасови за 3 до 10 пати. Во прилог на сегашната ситуација оди и фактот дека современите Евро 6 мотори имаат значително помалку емисии отколку што пропишуваат стандардите. Што ќе се случи ќе дознаеме кога финалниот предлог ќе се најде на маса некаде во јуни, додека неговото усвојување е предвидено за ноември.